Одберете неограничен веб хостинг пакет од Zemi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. Zemi.mk. Поврзете се со Македонија. Next Gen Podcast. Како? Next Gen. Next Gen Podcast. Next Gen. Next Gen. Сега си има магија кога ќе се пушти камера, нели? Да. Не, Се? немам ја трема воопшто, што that's what I do actually. Ти си четвртиот гостин што е по втор пат усвари кај мене во подкаст и фала ти многу што прифати не да дојдеш, тоест ние дојдовме, мислам задоволство на гледачите веќе има можност за поглед на Велешко езеро. Само да те прашам прво, како си, нијако си се измоабитивме, сега ли мора формално малце да почнеме? Да, добро, супер сум, фала ти. Ствари, сега ми текна од прес како мислам да ти го кажам. Памтиш ли? Немаше не мислам спира. Не, едно видео ти излезе што ти отиде вајрал со мене, некој кратко. Од после или тоа што отиде? Нешто отиде, мислам дека беше вајрал, кај што вака седам и викам, толку сум Страствено, ама тоа знаеш колку ви го. Значи, не знаеш колку се смеев кога го видов, пошто пешената на англиски се како кажеш нели страствена, како го преведеш. Не сум веќе толку страствена, туку сум сега помудра. Тоа можам да ти кажам. Па највише за таа тема усвари сакав да дојме, нели Да. ти пишав за последното видео твое што го објави на YouTube каналот со наслов се, знаеш, моца е чудно кога се преведува све од македонски на англиски. Нели насловот е ли стекнав 1000 followers, но се изгубив себе на тој пат. На малку. За малку, Сгорче таму да. almost. Да, almost. И највише сакав за тоа да збориме. Се и приватно се измоабитив, но веќе сакам да почнеме таа тема некако од знаеш од каде би ја почнале, да почнеме од тоа во тој момент на страствено што го зборевме пред 60 епизоди, ти беше сега денес ова е 62 епизода. Ти беше 5 или 6, не ни проверихме, не е ни битно, да речеме од прилика пред 60 епизоди, пред 2 години и 2 месеци. И ајде од таму да почнеме. Колку се сменија работите од тогаш до сега некакош? Се сменија многу, ама можеби надворешно не толку видливо. Мислам за јавноста, да кажам, надворешно, ама внатрешно 360 степени друг човек. Значи, онака скроз се сменив. На добро. Значи, научив многу работи. Така да промената е огромна, внатрешно повеќе од колку што се гледа надворешно. Надворешно можеби луѓето што ме гледаат сум им исто, можеби некој приметува, нели ако ме следи од тогаш. Генерално 360 степени, онака full circle. На што се должиш таа промена највише? Мене ми текна и претходниот пат баш кога се видовме, нели тоа што те земав од град, не знам каде седевме. Тука негде. Студио бе? Да, ама нели се дојде до Велес да се запознаеме. Тоа си го заборавил. Да, Така седевме, да, на романтик. Пак бевме тука на И од нели кога тргнав од град баш зборевме за тоа контент и ти ми збореше како сега оваа недела го снимам контентот, па следна недела буквално беше онака контент машина. Нели таков рил имаше за тоа ме спомнав претходното видео, нели? Да. И баш беше некако фокусиран, имаше точен распоред некако на контентот, прецизирано како правиш тоа, на кој начин го правиш, после пласманот, дистрибуцијата, некако стварно беше контент машина. Бев. И како се одрази тоа на тебе? Каде пукна таа работа? Што мислиш? Бев контент машина и сега јас не можам да го оспорам тој факт дека контентот не чини, сега јас зборам антиконтент, апсолутно не, мене тоа е тоа што мене ме донесе до тој успех. Биде, кога си нов, кога на почеток ги правиш работите и кога имаш баш таква пасија, едноставно гледуваш all in во сето тоа и си наивен и немало мене кој да ми каже чекај, треба тоа да биде избалансирано, значи супер е, ти си ја сакаш таа работа и се е тоа супер, ама немало некако кој да ми каже за стоп, за запри, чекај, нели, треба да има баланс, до кај можеш да одиш, до кај ти се границите. Лично себе не сум знала да поставам такви лични граници во однос на таа работа. Апсолутно бев контент машина и ако се вратиме назад да ги скроламе сите тие видеа, значи постирав секојдневно, тоа беше период кај што зборував во вератиот подкаст, стенувам, снимам и сето тоа, меѓутоа тоа не е начин каде што Не е одржлив. не е одржлив. Тешко одржлив или Не е најмала рака тешко одржлив. Не е одржлив, особено не ако пукне таков рапиден успех како што пукна кај мене. Во никој случај не е одржлив. Во комуникација со многу контент креатори сме го заклучили истото, дека
тие луѓе на кои што ние се огледуваме, на пример, не знам, најпознати контент креатор, не знам, да и не ги спомнам по име, Гери Вијале, Хромози, сите Сајмон Синек. Сајмон Синек, окей, да. Сајмон Синек и Сега зборев со некој не сами. Не, нешто, ама добро, Сајмон Синек е супер. Да. Небитно, тие се 0,0 Не е контент машина. Еден, да, не е Толку контент голем. машина, позади него има контент Да. машина. И јас сум учела од тие луѓе, нели знаеш дека тоа е суштината, меѓутоа каде се границите, до каде тоа треба да оди, до каде можеш да ја фураш таа приказ. Кај мене пукна во стилот каде што рапидно се случи, значи рапиден growth, како и да е, Раст. само да не ме плукаат по коментари за тоа. Јас си користам цело време, па некој се наоѓа. Рапиден раст. И после кога се отвараат сите врати, зашто кога имаш таков успех, почнуваат сите врати најнаш да те се Аура отвараат. плюс. Да, и од оваа страна, од таа страна понуди, соработки со брендови, креирање курсеви и сите тие работи ги правиш сам на почетокот, затоа што не знаеш и никој не научи, што е најбитната тема, сметам дека многу битно се ја дискутира, како да го задржиш тој успех. Океј, успехов дошол и сега како да го задржам јас тоа ниво, а да не пукнам и да не прегорам. Затоа што да, работата е супер, си ја сакам, имам пасија кон тоа и знам дека тоа е тоа што сакам да го правам, ама каде е тука стоп батан? Значи, да кренеш рачни, да кажеш, окей, сега се фокусирам на ова, значи, многу работи треба да се внимаваат тука. А мислиш дека тој пат е нешто што бидејќи гледајќи во видеото и сега на сега сам да му препорачам искрено да го изгледа видеото и после ќе збориме околу тоа бројки баш се беле видео дека има 300 прегледи тоа видео, што реално заслужува да има 300.000 најмалце. Ќе збориме малце околу бројките колку е тоа најголемата заблуда онака у светот на социјални мрежи и на се. Мислиш дека тоа е пат што мора нужно секој креатор да го помине? Бидејќи јас се поистоветувам со 100% од работите што ги кажат, од бърнаутот, од тоа дека планираш да станеш контент машина. Не само што се поистоветувам, нели доста луѓе ме контактираат сега гледајќи дека јас ова го правам цело време, па нели имаат некоја замисла како ќе опрели, знаеш, мене дури не знам што да му кажам, кога ја ќе престирам вака и така. Као, знаеш, поише од тоа што ќе пројдеш низ патот, него у таа стратегија. Знаеш, таа стратегија знае да биде често и заблуда. Да. Дали мислиш дека е нужно тоа тој пат да го пројде креаторот или зависи до човекот? Може ние сме такви премногу емотивни, па премногу така си го сваќа. Мислиш дека има тоа или? Мислам дека има танка граница помеѓу таа обсесија, што ние луѓето кои што правиме нешто у стилот, ева да не ставам сите во ист кош, предприемништво е, предприемачи. Имаш многу голема пасија кон тоа што го правиш и сакаш да направиш промена, сакаш да имаш импакт. Ама е танка границата помеѓу тоа, таа обсесија, многу е танка, да премине во заблудување, во нешто да трнеш и да се изгубиш, во смисла толку да се, јас тоа го зборувам и во видеото, да се поврзаш со тој некој идентитет, Дека тоа си ти што уствари. ти добиваш назад од, ако постојано правиш видео, почнуваш ти метрикс да следиш, така почнуваш да следиш колку лајкови, што одиш, што Па функционира. после стануваш growth hacker, нели? Тоа е следната фаза, тоа е следната фаза. Да, и минеш на сите тие фази, Да. каде е тука таа граница помеѓу тоа да премине во обсесија нездрава. Пошто сите ние имаме, мислам во ДНК-то ние да имаме обсесија према тоа што го правиш, пошто иначе нема да бидеме толку добри, нема да ќе се откажеш многу. Да, нема може да се врзеш за нешто толку јако и да се држиш. Ама каде е таа танка, таа линија кај што ако ја преминаш, преминува веќе во нездраво, ти влијае на ментално здравје, на секој ниво ти влијае. Така што не знам, искрено немам одговор дали е нужно секој тоа да го помине. Можеби не. Можеби не, зависи кој е трешхолдот на твојот patience, на което не знам. Ти можеби, што мислиш ти, не знам. Па не знам, ми зависи и каков човек, знаеш, сакаш да станеш и што ти е некој поширока е таа тема малце. Ти ако сакаш, например, ја и ти сме, па може окей, слично, нели си нака како се вика, си кликаме на муавер, така може да се рече дека сме до некаде слични луѓе со слична, нели, професија, се бавиме слични страсти, нели тука се некои мрџови се тоа. Кој не скујат, ама зависи како сакаш да бидеш. Ја например имаш секогаш јас например како го видов тоа. Моментот кога сфатив дека више не можам ова да го правам, значи буквално имав момент кај што не знам како да го објаснам тоа на луѓето. Значи таков ѕид гледав меѓу тоа што го правам и тоа да продолжам да го правам, што не мисля дека никогаш би го надминал. За снимање на подкастот. Нели, еве за тоа се збориме. Тоа беше поврзано и со други работи во фирмата и животни околности, нели, се си влие некако. Ама ти премногу си таа улога и од страна премногу влијание земаш за таа улога што највеќе ја експонираш, бејќи никој не знае позадина што правиме. Сега зборевме за настаните мои, тоа не го знае никој.
или мал дел луѓе го знаат, да, ама мал дел луѓе на страна тоа, нели, подкастот секој ќе му излезе рил, ќе погледне. И знаеш, ми се појави онака јасна слика кој или ќе опрамува сега за тренд на сила и нешто ќе се убедам дека сега јас ќе бидам нешто што не сум, или ќе пробам некако подлабоко да ископам да најдам што стварно сум и како сакам стварно јас да го прамува. И која промена стварно ќе направам, што реално изискува огромна храброст. Да. И тоа беше негде крајот на претходната година, сега крај на оваа година, че една година веќе сум во друга фаза. Тоа беше негде баш онака силно изразено кај мене, кај што више стварно не може веќе тоа да го правам. Мото опреми, сега зборевме, сега снимаме со телефон, ни матат кафе тука, му воопшто знаеш да не се обседнувам со тоа. Добро, Нешто тоа нема ќе го направиме сега на AI да го избрише кафематот. Да. И да не се обседнувам со тоа и да се вратам на тоа, баш ти тоа го збориш во видеото и сега на тоа славната, нели зашо почнав ова да го правам, зашо ми се прават моабети, а не за да се објаснувам на некој, знаеш кога ќе ми рече некој, а кој ти е сега овој? А кој треба да биде сега, да не знам која треба да бидеш ти или кој треба некој да биде за да биде кај мене на подкаст или општо да си каже што мисли и патот што го проаѓа. Така што гледав тие сите работи ја ги батам, завршив со клиенти, стај фокус на настаните на подкастот, пресеков, искам многу храбро, веројатно тоа голем стрес е и за телото, и за нервен систем и се. И секој предприемник си носи последици, тоа треба го пише онака како за лекарствата, знаеш. Значи нема неоштетено тоа. И некако така некој нагло пресек, така што мислам дека тоа е, знаеш, некој сака па тоа се да биде ќе се убеди дека јас сега треба да бидам супер старо тоа што го правам и кидам против себе, ама тоа веројатно пука некојаш сигурно. Пукајте како? Гледам дека го прават луѓе и на полуги стази одат ups and downs. Да, дефинитивно одиш против себе. И тоа можам, веќе бидејќи јас сум го поминала и можам многу лесно да препознам дали е нешто вистинско и дали има нешто длабочина позади тоа или е чист перформанс. А баш вчера гледав едно видео, вика social media веќе не е social media е чист перформанс. И затоа многу луѓе, ти си Gen Z, нели? Јас сум 2000-та, да. Gen Z. Ти која генерација виш? 98? 94-та. 94-та. Да. Значи вика Gen Z веќе почнуваат нагло да се откажуваат од social media зашто се презаситени од целото тоа, затоа што тоа е чист перформанс. А на почетокот е многу лесно да влезеш во таа приказна, ставаш видеа, еве, конкретно е сигурно и ти знаеш како е чувството кога го добиваш таа екстернална валидација од тоа, лајкови, слични, шерови. Кој милион прегледи кој имав на рил, тоа е, да. Значи веќе луѓето почнуваат, во мојот случај почнуваат да бараат курсеви и автоматски егото тебе ти вика па ти си веќе битен. Така, значи тука се случува таа преобразба кога ти си веќе successful, имаш некаков успех постигнато, и некако наивно, ако немаш доволна работа на себе, затоа јас секогаш викам предприемништвото е нешто што ќе те натера најако да работиш. Тој дел многу ми се свиеше, за тоа посега. Ќе ти отвори се што дека ти устари треба да го најдуховна сработиш. професија е предприемништво, устари најдуховни луѓе си, што ќе ги запознаеш се луѓе што прошле таков пат у предприемништво кај што ти мораш толку силно да се убедиш себе, знаеш што сакаш да правиш, толку да ископаш во себе што стварно не да. Сега за некој ова нели тумач, некој многу побанално ви сваќаат работите, им завидувам и сега. Да, точно ако навлезеш во сета оваа приказна, ти видите како можеш да ги согледаш и затоа има многу луѓе што ќе го почнат овој пат и едноставно се плашат да погледнат подлабоко себе и не работат на тоа. Ја тоа викам, значи, овие 2 години ми ги онака како ми сетна на некои работи што никогаш не сум ги делала, може би сум ги ставала под кетих или некои работи подлабоки. И сега онака излегуваат на површина и си кажеш, аха, ова е мојот проблем, но ова треба да се фокусирам, но ова треба да работа. Така да, не е за секој, не знам до кај бевме со новото, малку изврдав со теми, ама ако влезеш во таа приказна, треба да знаеш да, значи, ако влезеш наивно, што сите влегуваме наивно, заради тоа што од чиста желба да направиш нешто и за себе и како импакт. Верувам дека на многу луѓе и тоа има, да имаш некаков импакт по општеството. Низ целиот тој пат ќе има многу падови, особено на почетокот, и тоа е уствари тоа ти учиш преку тие работи. И сега кога ќе ми рече некој како се вратиш назад, дали би го минала истиот пат или дали како што кажав, дали е нужно секој да го мине? И како да. Што немаше сега тука да седам, зашто можеби ќе се откажав, ќе го избришев сето тоа, таа приказна немаше да постои. Ако не се случувало сето тоа, можеби ќе сум отишла во скроз друга насока. Така да скроз немам ниту еден регрет, ниту една работа која што ви е направила поинаку. Секако дека се сменет светот и во овие 5 години многу работи се смени, и алгоритам и како функционираат работите и продажба и мајндсет на луѓето за брзо. Готово нашиот баш претходниот разговор баш онака може да не биде
слика, огледало, колку работи се сменија стари стварно. Но Буквално нереално. Од тоа како беше постирај секој ден, колку беше лесно алгоритмот и да се хакне, колку Да. беше полесно од сега, колку се сега паднати прегледи. да. Тоа е баш мислам дури потешко време моментално можеби за креатори да почнат од тоа што било. Мада никогаш не е Не, јас мислам обрат. Обратно мислиш? Да, мислам дека е полесно. Заради тоа што ако зборуваме за алгоритмот, тогаш беше на начин следен. На Јас квантитет. кликам follow и јас те заследувам тебе и мене ми излегуваат сите објави од тебе. Да. Така ги гледам сите објави зашто сум заинтересиран за тоа што е пример ева во мојот случај. Контентот порано ми беше чисто едукативен за англиски, а ме следи затоа што сака да го подобри англискиот. Сега не е така. Сега јас луѓето што ги следам, јас не ги гледам. Да. Значи веќе не се работи за тоа ако Ни те стори, ни запнам, пост. ништо не ми излегуваш. Нема никаков импакт тоа е Без дали followers. постеш followers, па дури нема импакт ни Сега направи за тоа ново некоја Friends, некоја зона направи се нешто ново Close Instagram. Friends? Не, само Friends има сега лево стои. А, има friends, Тоа некоја нова исто. да, да. Ама мислам дека во секој случај зависи на македонски, не знам како, ама interest based. Значи исто како што е на TikTok. Да. Значи не ти излегуваат тие што ги следиш, Него туку ти излегуваат интересот се. според твојот интерес. Значи алгоритмот постојано те следи што конзумираш и ти дава таков вид на контент. Така да follow не важи ништо, исто не важат ни прегледи, зашто можеш да имаш 1 милион прегледи да ти е видеото вирално, ама никој да не покаже интерес, да се тие баери, тие купци да онака немаат никаков интерес во тоа што ти го правиш. Да, онака само кликнале, препратиле и тоа е многу интересно. Ама да те вратам на почеток за ги обработени леш сите овие работи као поред. Шпалтам многу. Или се почнува од тој момент постираш прво, го имаш тој хајп, нели прво тоа го направиш, па самиот стрес на тој прво кога објаваш, нека биде еве, од старт некој go to message да смислиме, нека биде нели за креатори, за некој сај што се мисли, многу луѓе се мислат, ти ми спомна дека и приватно доста и јас нема кој нешто не ми спомнал на тема некаква креација да направи онлайн и некако да почне да се експонира на било кој начин. Е сега нели таа првата фаза почнуваш па тоа го пребродуваш, после следната фаза е нели ја спомнавме околу која некој некаков успех имаш кога малце ќе те издигне алгоритмот, па после кога стануваш growth hacker нели ти си сега новиот експерт. Ти си најпознатиот После човек. тоа која фаза би оставила ти тука? Како би одело тајмлајнот? Па види, има ќе верувам ќе се сложиш со тоа, значи кога работиш и си консистентен и нели да речеме константно постираш и правиш нешто што и да е. И окей, после иде награда. Значи тоа не може да не дојде. Да. За сите ќе дојде, кога тогаш зависно од тоа колку пошто ти низ тој процес и многу учиш. Да. Учиш за контент, учиш за дизајн, Дели несвесно голем дели свесно учиш премногу, да. многу. И се дешава тој моментум. Значи, добиваш некој момент, ама тоа не трае поревар. Е, тука е момент. Ако си ти цело време под мотивација на лајкот, ако го добиеш, и ако ова не пройде, окей, кенсел на ова видео, ќе правам друго, и ти фактички навлегуваш во таа машина за тоа што функционира да го правиш. И тука е тој момент кај што ја губиш твојата суштина. Каде е тоа јас што сакам да правам? Кој е мојот импакт што сакам да го кажам? Стануваш буквално роб на алгоритмот. И ја губиш твојата суштина полека. Тоа не се случува вака, туку се случува полека, ако си сарно навлезен као контент креатор. И што не трае секогаш, не трае константно, значи одиш и да ако отиде видео некој варал, ајде не отиде, секогаш има ups and downs. Една недела. Да. Не е линеарно ништо, туку онака. Една недела, 2, 5 година, зависи. И кога ќе дојде тој пат, тука е тогаш тој момент каде што мене ми се случи стилот, падна тој рич, паднаа тие прегледи. И автоматски ти гледаш дека не ги добиваш истите, зашто кога се случува таков рапиден гроз, па јас се навикнав на тоа. Јас се навикнав како сега секој видео ми оди варал, како са ова, зашто ова не пројде. И тука веќе навлегуваш уште подлабоко и сега пробуваш уште појако. Да. Мислам, одиш уште Со последни сили. со последни сили, ти не сваќаш дека си со последни сили и сега одиш на тој hustle mode уште појако. Пошто не добиваш таа валидизација и сега ти мислиш дека ако правиш повеќе, Како смеам нешто да направам поише. Поише. Солно истото бе. поише и правиш и пуш и на крај крах. Да, тотале. Тотален крах. И онака си доле, и кога си доле си викаш, чекај сега треба малку да размислам што е ова, пошто не е интересно. Што не е уопште фенси. Тоа многу ми интересно. Фенси. Ќе те пригам, знаеш како, буквално истиот момент е
Ја тоа претходно беше ти кога беше меѓу првите гости беше 2 пати неделно Next Gen подкаст и после тој момент од првиот кога знаеш кога пројде таа првична валидација на почетокот е се интересно, се е ново, сега рачуваме после 3 години истото, значи не можеш да импресионираш некој онака на прва, треба многу по темелен да бидеш, многу подлабок, по суштински, по се. Тоа е нормално и со годините треба и да го стекнеш, што нели не само да очекуваш што првиот импресија да ја добиеш само. И тоа ми беше моментот ме потсети се. Као првиот момент кога го доживеав тоа, си викам, аха, сега 2 снимав, сега ќе снимам 4, а јас снимав ни за 2 у тој момент. Значи тоа е буквално онака може да си го препознае секој. Ја верувам дека и доста работи ако си препознае човек, може да ги смени. Знаеш, сега кога си гледам назад, не е мало потреба толку да горам, па и други луѓе со мене у таа приказна. Као зашо да се трошиш? Се си има тоа, нели, перманент демидж си прави тие работи. Сега да не се нели лажеме. И тој момент ми е интересен, ти што спомнав, бев во тој момент као знаеш, као, па јас сега идам јако, као, сваќаш колку сум јако, сари, јас. Знаеш, не можеш да си признаеш дека си слаб, уствари, дека негде си зезнал, дека може треба да застанеш, да направиш кожица. Не, јас сега као ќе му покажам и на алгоритмот и на универзумот, сари, ја колку сум јак. И ке снимам 4 пати неделно. И тука направив катастрофа. А и можеби и сам на себе да се докажам дека ета можам. Ако сум снимал 2, ќе снимам и 4. Не беше тоа животно убедување, како кога не иде само појак. Тоа ми беше, сваѓаш, дел од мене беше тоа, пред да го правам. На многу, мислам, се е тоа живот предприемничество, знаеш, предприемачот е тешко да се одвои од тоа што е и приватни се, окей да може да го одвои бизнис делот кај што ние ќе правиме соработки, тоа да го смени карактерот, тоа е многу добар степен веќе на изграден предприемач. Ама ти носиш карактерни особини, начинот на кој делуваш, тоа си ти сега. Не може у оваа професија за жал нели духовно што зборевме за тоа ствари работиш се на духовно, што имаш потреба веќе ти бара професијата. Да. И тој на момента, знаеш, со главата од зид, као тоа, не знам, слика за себе некако, да се нацртам себе, глава од зид би нацртам. Глава од зид, да. Глава од зид и фураш, додека нешто ми се случи, пошто тебе ти се случува физички да прегориш. Тоа е следниот чек. Ако ти не го согледаш тоа, знати има на патот кај погаш. Да. Имало и кај мене, постојано нешто нема, не се слушало, онака. Успеав, може. Ова ретко се случува, берам во мојот случај таков гроти, знаеш, и од друга страна, во тие моменти сите ме викаат на интервјуа, на подкаст и тоа дополнително ти ствара као те заробен си таа улога. И си заробен во таа улога. Баш си заробен во таа улога и ја фураш таа приказна, а успари преку сите тие работи што ги правиш, ти растеш и се менуваш, ти не можеш да си истиот човек. И тоа најголемиот проблем, кај што ти се менуваш, имаш некоја еволуција, растеш, а буткаш некоја приказна која што веќе си ја надминал, може и си ја надраснал. Ама упорно си таму зашто тоа функционирало, ма не функционира веќе зашто се менуваат работи. И си се сменил и ти, тоа е тешко исто да го прифатиш, као знаеш тој мајндсет што има и слично. И знаеш што е интересно друго и тој момент може да го зборим. Мислам дека го фаќаш ти у видеото. Оној момент кога си викаш, ама знаеш као што е лошо, ништо не е лошо, ако и да е паднато, ама кога сега снимам, кога и сега ме знаат, па имам и знаеш, имаш и спонзор. Имам и монетизација, сега ќе заработам, нели тоа ми беше мене ми беше животен сон, животот да имам монетизација на YouTube. Значи животен сон. Мислам сега тоа е мала ставка, не знам, ние земаме не знам околу 100 евра зима некџан така нешто, што не е ни малце нели сега. Е супер, но мене значи 1 евро ми беше као вау, леле, ќе направам содржина 1 евро ќе земам. Значи буквално не знам, као за некој што не знам хеликоптер да купи, мислам беше и сега викам леле сега го имам ова. Ама нешто тука нешто смрди, нешто не е на добра работа. И тој момент после почнуваш и себе да се окриваш. Не знам дали тоа си го тој момент исто го имаш. Да. Као почнуваш као шо ми е на мене. Да, сум имала такви моменти. Тоа е тој као импостер синдром. Неблагодарен, да. Да, и неблагодарна, значи толку многу постигнав, еве си го живеам тоа што го сакам, а нешто се чувствувам дека нешто не чини. И секогаш, не секогаш, ајде има луѓе што се по на тој пат кога биле да кажеме, што биле малку по со повеќе сработена на себе, ама најчесто не го игнорираш тоа. Најчесто го игнорираш тоа што ти кажува дека нешто не чини и како што кажав претходно одиш уште појако. Се дека не е онака дека немаш крах, дека не се случи тој крах, многу луѓе не престануваат. Да, буквално. Дури не видиш буквално кога прескаш што кажав, зид. Онако, не, што не можеш да го скокнеш. И нака клопчето се завиткува дека ние се заплетка онака скроз, да после е многу тешко да го отплетеш. После имаш дупло повеќе работа.
Ама веројатно треба да стигнеш до тој момент за да сватиш, зашто јас сега ти ако ти кажам, ти сакаш да почнеш и сега ти си многу ентузијастичен, сакаш да газиш. Каде да стои текстот ме праш? Чекај малце, полека, оди чекор по чекор. Кој ќе верува во тоа? Така што да, знаеш, и треба и тука и баланс од друга страна на тоа колку и да се биде искрен или ние сега баш и вчера тоа што го зборев на настол. Знаеш, често ваков мовет сега може да се стаи како, знаеш, доста и у негативна конотација, како сега реално сме негативни, ќе се соочи со лоши работи на тој пат и све. Ама има и добри работи, нели, од друга страна, еве, и конкретно за мене може да зборам. Сега јас од ова имам некоја заработувачка, нели, не ми е примерна работа, зборам со супер луѓе како тебе и сите гости што биле, имам привилегија на некој начин да зборам со луѓе, општо привилегија да си направам мовет. Јас знаеш што сватив дека многу луѓе ме чудно е тоа што зборам со секоја недела со некој по 2-3 сати. Тоа е реално привилегија според мене. Да. И значи си има и убави работи се, ама кога ќе додат овие лошиве некако знаат стварно да надјачаат, бидејќи доста се ставале работи под тепих у тој процес, нели, на креација, да сакаш да направиш нешто што треба да биде во најмала река некој, знаеш, барем свесен до негде. Да, ама тоа е добро. Да. Значи, идат такви работи, ама ако направиш зум аут, низ тоа ти многу растеш и многу учиш и после излегуваш како нов човек, значи едноставно. Најдоброто нешто што може да ти се случи е да имаш fails, да имаш негативни ствари. Пошто како инаку ќе научиш. Инаку ќе мислиш дека си ти најак, ако има постојан, нели, постојано ако растеш и ако си постојано горе, и тоа немаш тука никаков раст. Не се менуваш. Никако. Да, буквално Значи, стагнира. Баш се потребни тие моменти, ама кога се случуваат, не ги гледаш така. И во мојот случај беше кога јас работам, буквално работам по 16 сати на ден, толку се преработав, никој не ме терал мене, Да. нели? И после доаѓа момент кога ќе се викаш, па толку многу работи, сега што е проблемот? Зошто сега нешто не чувствувам дека затоа што го правиш од survival energy, го правиш за да се докажеш, да го правиш за не знам, тебе си да си докажеш дека можеш или го правиш од страв да не успееш. Пошто многу е ризик. Голем ризик е. Влегуваш во нешто непознато. И си викаш, ако не одам јако, нема да успеам. Така да одам јако и баш со онака со глава од зид. Значи, ризик е. Многу изгледа скроз е mind games. Значи баш е тешка психологија. Работа на мајндсет, скроз. И тој момент, знаеш, кога ќе застанеш, ти не можеш, ја например во мојот случај, тешко е ти да сватиш дека и ако подзастанеш, ако видиш дека уствари не се откажуваш, дека ти можеш некако да направиш некој shift, нели некоја промена на работите, ама не ќе да прифатиш дека можеш да ги направиш, него мислиш, нели, ако го пуштам се ова, а буквално ја така разумам, ако не снимам јас сега, значи нема никад да почнам у животов да снимам. Реално ноце е глупо. А може од друга страна, па и стварно така би било, знаеш, ако го пуштиш, па после може да се најдеш и поише, знаеш, зезнато и така. Си има нешто и тоа да си упорен ноце онака. Апсолутно, да. Си има нешто. Мора да си упорен. Ама не... Тоа си останува со упорноста, Па, така. апсолутно, Да. иначе не би биле тука. Да. Така, ако не си упорен, би се откажал, би си нашал нешто по-сейф, да Да. има сигурна работа и тоа е тоа. Зашто не можеш да го издржиш тој напор? Треба да си упорен, ама вака кажам, каде е границата? Ти си упорен, ама ако маваш со глава од зид и го гледаш дека нешто не функционира, треба да испробуваш нови работи. Тоа е. А не да се заглавиш во некоја улога и да цепиш таму само заради тоа што некогаш имал успех или некогаш ти давало тоа исполнетост. Да. Тоа било пред година, пред 2 месеци, пред 2 дена, сега веќе не. Значи да не се заглавуваш, или оноа како што кажав јас во моето видео, се поврзуваш со таа улога и мислиш дека тоа си сега ти и целиш така и тераш со тоа. Не, ние се менуваме постојано. Да, и треба тоа да го прифатиш, да не си у таа некоја кутија и да сватиш дека, знаеш, има и нешто надвор од тој, дека ти можеш нешто и друго да бидеш и дека не. Да, и добро е да има. Здраво е да има. Многу луѓе се Само што заглавуваат. би е страв, веројатно, и затоа таму се потекна, пошто секоја промена предизвикува веројатно страв. Сам интересира првите моменти на тој breakthrough од тој некој burnout, како изгледате твојата постапка, како е go to што е за да се направи таа Па ситуација? добро, не Како изгледаше кај тебе? не е некој, не се случува наеднаш, туку е с некоја константа, каде што ти гледаш дека си во бърнаут и дека не можеш да продолжиш така. А на почетокот, на пример, во мојот случај, ја не прифаќам дека тоа ми се случува, дека, на пример, Е реално. некои симптоми од стилот на си ги мразев клиентите, не сакав да се пуштам на видео, не можев камерата да ја гледам, значи до тој степен да нешто што ти било уживање да го правиш, сум палела камера со уживање, ми давало енергија, сега комплетно самата помисла на тоа мене ме цеди, не можам едноставно, не можам, не ми иде.
креативноста ја губиш тотално. Значи едноставно немам идеја за видео. А ми идоло моменти онака да треба да седнам и да напишам текст, да го научам, пошто немав тогаш телепромптер за да снимам. А не треба да биде така, треба да изгира од тоа. Да. Значи тоа скроз било некои затворени моменти. Онака скроз едноставно немаш волја на се работи, не го сакаш тоа. И сега туку идат мисли. Океј, се седнав со себе и си викам, чек, ако го избришам јас сето, гасам се да не постои. Дали би преминала на нешто друго, дали би се вработила негде? И од тука, свири, никако. И така натака. Значи, ти едноваш и почнеш муабети со себе да се прави, значи тоа е тој длабок разговор, кој што мораш да го направиш, да се соочиш со себе и да си кажеш, чекај, што правиш? Ова не е начин. Јас првично не почнав за да ја бидам машина, не почнав за да перформирам, туку почнав за баш да бидам автентична. Заради тоа што сум се видела, сум се нашла дека тоа ми лежи. И ај сега да пробаме да играме играва, да видиме што се случува. Ама премина во насока кај што станав машина и роб на алгоритам и буквално вработена во својот бизнис. Да. Employee of your own business, буквално. И тој брейктру едноставно не се случува вака, туку делови моменти. Значи почнав многу да се преспитувам што е тоа јас што сакам. За да не користам лоши зборови. Не, на англиски ми иде. Почнуваш да се прашувам, значи, што е тоа што мене ми лежи, што сакам јас, което импакт што го сакам да го правам јас. Работи што сум ги заборавив срос. Работи што се препуштив на алгоритмот, се препуштив на тоа што луѓето сакаат. Да. Скроз исклучив, јас имав 6 месеци, можеби неприметно, ама скроз се исклучив од социјал медија, значи онака не постирав ништо. Можеби не беше тоа многу приметно, зашто тука бев на стори, но онака скроз се исклучив од социјални медиуми. И тој период онака разговарав со себе во смисла што е тоа што јас сакам да го правам, не луѓето што сакаат да гледаат. И воопшто онака бев као пазон, нема воопшто да ме интересира external validation, нема да ме интересира дали видео има милион прегледи или ќе има 0, едноставно сакам да го креирам и да го правам тоа што јас мене ми лежи во склад со себе. Онака буквално да се тунирам на таа фреквенција каде што ќе ми се врати таа радост. Едно со тебе, да. Да, ќе ми се врати радоста за работата, буквално зашо ја изгубив. Тоа е тоа. И таа пасија, тој ентузијазам да искреирам нешто што ќе има импакт и луѓето, нека што ќе биде нешто кој што го прави секој, ама пошто сум јас Марија и сум автентична, го правам на поинаков начин. Не. Апсолутно не. И така некако почна сето тоа. Имаше мали искри. Аха, окей, ова ми лежи. Ајде да го пробам ова. И комплетно, значи, не беше момент кај што јас сега ќе пробувам олека да навлегувам, туку мојот начин е повторно правам преобразба. Значи, зафркни со тоа што луѓето сакаат, почнувам да правам нешто што го сакам јас. И полека, аха, ова ми се свија, ова ми се свија и така почна текмата. А сега резултатот мислиш дека е како би ги споредил резултатите на тие две страни, на контент машина страната и на себе страната? Супер прашање. Дали резултатот е пошто знаеш, пак е тој, не знам, и ја и ти во тој момент бевме многу тој хасл менталити, тој подкаст е многу хаслерски подкаст. Многу е хаслерски. Але кога го гледам сега дури ми онака како Марија. Да, и Ендро Тейт беше тоа што актуелен дури. Значи, нели го зборевме за него имаше ако. Резултатот како мислиш дека бидејќи еве ја често се наоѓам во таа ситуација. Цело време, мислам и тоа е окей, ајде тоа веќе го имам прифатено. Значи јас секој ден си има нели луѓе што работат, што постираат шортови кај нас, рилсови од подкастот сега со мене. Значи ја не знам што гледа веќе толку growth хакови поминав со тие шорти што веќе стварно не можам да ги гледам. Стилови на текст, значи веќе не можам да работам, свади не ме ни занима, ама сега мора да постои нели магнет, некој за тоа го прави друг тоа. И сега секој ден има некој на основа на шо мене нели да ми ги искоментира. Сега шортот со Марија, иако ја сега муабетов сме го заборавиле, ние не сум го видел ни шортот и слично. И ќе ти каже сега нели треба вака, треба така, или муабети мене сега прошлиот камерман ми кажа вчера, треба да правиш подкаст со стилот на Diary of a CEO. Му викам ова е, викам супер. Супер. Поздрав за Горијан. Ова викам супер, нели онака совет, викам баш ќе го земам да го посматрам сериозно. Почни. И нели не функционира тоа сушти така работите. И дали мислиш дека резултатот е да се вратам на прашањето? Резултатот на таа страна кај што си контент машина, резултатот е дека сега како го мерим резултатот во клиенти, во пари, така е најмеродавно. И резултатот на ова кај што правиш нешто што си по ти, дали има разлика во резултатите? Огромна разлика. Во плюс или во минус на која страна? Види, се што кажувам е моја лична приказна. Дисклеймер за сите што слушаат дека
ке секој е различно. Секој си има да свое. Секој е различно, значи моето искуство го споделувам, не е тука ја да давам сега, не знам, совети за маркетинг, или за селс или за што и да. Значи, кога бев во тој мод и кога алгоритмот уште приоритизираше преглед и следбеници, мене ми доаѓа кога јас ги продавав, значи имам неколку продукти што ги продавам се уште или ги продавав и тогаш, ми носеше секаков тип на луѓе. Значи ја не бирав дали тие луѓе ми се во склад со мене, дали сакам да работам. Дали би правил нешто со нив поише? Дали има простор за раст? Дали тоа што го продавам ќе им даде нив некаков импакт? Туку тоа беа луѓе, што јас ги кажувам сега, човек што купува на импулс. И доаѓаат секакви видови на луѓе. Ќе ја купи, ќе остави, никогаш на пример продавате на книга, ќе ја купи, ќе ја остави, никогаш повеќе нема да ја види. Кој е тука мојот импакт, така? Значи секакви луѓе, и покрај тоа што имало продажби, пак нешто во мене било окей, видов сега, достигнав, еве, си докажав на себе си дека можам, имам бизнис, продавам, пак нешто тука фалело. И мене тука ми беше тој момент кога ја бев најзаглавена, што се случува се? Еве, се што сакав направив, и ги имам продажбите, и ги имам луѓево, и ги имам клиентиве, па нешто фали. Другава страна е, каде што сега, и на буквално сум во хазон, сакам сите луѓе кои што не се во склад со тоа што го правам, да ги, како си го на repel, да ги отскврлам. Значи, не сакам да соработувам веќе со луѓе кои што не се сериозни за сопствениот раст. И сега имам привлечено, значи, во заедницата во која што креирав. Значи, луѓе кои што сега влегуваат на курсевите, луѓе кои што преземаат иницијатива за раст. Значи, разликата не е многу голема во волуменот на луѓе, ама е голема во тоа какви се тие луѓе. Значи, буквално... Каква енергија ти даваат назад, да. Да, значи, луѓе што сакаат да работат, луѓе што се преземаат иницијатива, луѓе што сакаат да растат преку тоа. Предспојниве беа, значи, буквално да ги молиш, им пишуваш по 100 мейлови или се незадоволни, ке добијат се купат нешто и се незадоволни со тоа. Значи, има огромна разлика во однос на енергијата на луѓето, заради тоа што јас ја смених енергијата. Значи, тоа е уствари тоа. Јас порано бев, давај се и се што, нека влегува се и се што, за да има волумен, уствари не е поентата да има волумен, поентата е јас да сум задоволна, и додека јас кога сум задоволна им давам и нив таква енергија, и таа енергија ја примам назад. Значи, едноставно е, поентата е во тоа да сакаш да работиш со тие луѓе, а не да биде како нека влегува се и се што и битно продаваме нешто. Поентава и ти да си задоволен и ти да си исконат тоа. Да. Многу е тешко тоа да си го прифати човек, што пак знаеш ке сега, ама како без да биде гледано, нели? Еве сега гледам некои размислувања кај мене колку се сменија. Претходно бев убеден дека само од квантитет се вадат луѓе, а у суштина што нема врска. Еве сега тоа го гледам баш и преку настаните и преку мейлинг листа и преку тоа кој го гледа подкастот секоја недела, нели имам и извештај за кој гледа, кој е релевантен. Саќам дека најдобриот начин да се прави публика е буквално човек по човек, да пробаш секој да го запознаеш што ти е дел од публиката, а не оној мајндсет као сега ја ќе бидам леле имам милион прегледи. Што значи тоа? Да. Имам 700.000 рич. Да. И као тоа се 700, као што ќе правам јас со тие луѓе и сега од тие ќе излезе, а никој не излегува од тие, најчесто тие највиралните. Никој. Ќе излезе некој од буквално најневиралното нешто и знаеш ќе препознае нешто кај тебе што му се свига и што сака општо, дали сега да те гледа, ева во мојот случај тоа да побара коучинг и да побара нешто. Само тешко таа, знаеш, некако секако да влие на тие убедувања некако. Тешко е заради тоа што во глобално се шири приказната како да отидеш вирално, тоа се најгледаните видеа, значи како да имаш вирално видео. Сега 2026 ќе биде. Видеа, да. 2026. Истото од 2025, сега се смене. Истото, пошто се менува алгоритмот, не битно. Значи таа прикладна дека волумен е тоа што ти треба, ама окей. Има држи тоа вода, зависи, пак ја кажам, зависи во која бранша си, значи волуменот и како дали со волумен ти милионери, нормално дека волуменот е добар, ама во мојот случај кога имало највеќе волумен, значи имало највеќе луѓе, на пример на видеото оди вирално, мене никој не ми пишува за курс. Јас рекламава никој не ми ја гледа. Ама кога ќе сум ставила некој порандом видео кај што на пример пошто нели во мојот случај преку видеа се случуваат тие продажби. Тој ми е начинот на продажба. И ќе ставам некој видео кај што лично јас сум го направила на момент кога сум била најинспирирана. И од тоа видео ќе излезат
не знам, продажби или ќе работам со некој повисок клиент, во смисла high ticket, значи ќе работам со клиент еден на еден, че таа моментално работам со извршни директори и слично, че таа се луѓе кои што сакаат еден на еден. И ќе излезе некој таков клиент. А преку вирално видео и преку тие видеа кои што луѓето ги земаат за скролање да се насмее или не знам некој скеч што сум правила, никогаш не излегле квалитетни клиенти. Поентата е тоа што сакам. Сакам волумен или сакам квалитет. You choose. И тоа баш треба и секој да си го избере, знаеш, за себе и окей е така, ама не знам, стварно нема логика на крај денот, ако имаш поголема цел, ако немаш поголема цел, тоа секогаш се смееш со другарите. Зависи, ако имаш продукт, значи окей, со некаков продукт, волуменот е сосем да имаш волумен. Се смееме цело време кој ги прави оние, знаеш, ловине што се нели сите што стопираме, бидејќи сакаме да си, знаеш, оние најглупите на свет, што се мимови и све, што се онака никам поима време да го прави. Знаеш, некој на таков начин конвертира, ама има продукт што неќе он да се вложи у продукт. Или инфлуенсерите генерално како инфлуенсер, значи ако си инфлуенсер, да. Волуменот ти како ти е потреба. Да имаш волумен и да имаш одгледаност. Ама и таму е, знаеш, мислам дека од секоја случај и инфлуенсер и ова ти што го работиш и јас, пак секогаш ќе имаш импакт од таа публика, повеќе од тоа да ти купи нешто, нели ако не си онака само да продаваш преку страна нешто да представаш, ако личност секако ќе имаш проблем ако си ставил погрешен таргет. Така што може да биде. Да, апсолутно. Таргетот е најбитното нешто, на кого сакаш ти, со кого ти сакаш да работиш, заради тоа што на крајот на денот ние работиме работа која што мора да имаш да има ентузијазам, да има енергија во тоа, да си исполнето тоа што го правиш, мора. Ако не е така, ќе прегориш, не едноставно нема да функционира. И сега ме интересира тие 6 месеци што си размислувала. Преска ми спомна нешто и сега... Тоа ме враќаш во лошите моменти. Сега последно што правеше, не знам дали на почеток да прашав тоа. Се правеше во живо сесија во Public Room, така? Да. Кај нас прво почна. И сега као тоа е нешто, некој нов потек што сакаш да го повлечеш? Не. Во живо работилници? Не е ново, тоа е нешто кое што јас го имав како идеја, ама јас го заборавив тотално. Зашто навлегов премногу длабоко во целата оваа приказна. Едноставно тука некаде стоеше тоа, го имав како идеја, ама тотално го заборавив, затоа што влегов во тоа волумен, хасал, 1 милион и слично, во бројки, во метрикс, во аналитика влегов. Тоа беше идеја, а сега почнав конечно да ја реализирам, ќе видиме како ќе функционира. Направив прв евент во Public Room, една работилница и луѓето беа стварно воодушевени, бев и јас искрено. Како поминат, супер е преубаво, да. Се многу трансформации што се случуваат на лице место. Инстант, и тоа многу ми се свига, но скактички тоа и тоа што го работам ствари. Че луѓето беа стварно воодушевени, немало нешто вакво кај нас. Еве јас можеби ќе го донесам тој начин на работа, каде што буквално се случува тој коучинг на лице место и се отвараат луѓето кон нас на комуникација и самодоверба и како да зборуваш и сите тие работи. Така да беше прв, да кажеме на некој начин пробен, ама и не беше пробен за мене, заради тоа што нели тоа ја го работам онлайн со години, ама сега во живо стварно и оддивот беше убавала, сите луѓе ми рекоа колку вакво нешто фали. И знам дека фали и мене ми е многу мерак што се случи, ќе има пак сигурно од 2026 натак. Како изгледа сега тоа вака практично, како се одвиваат тие работилници? Кога сите зборат, предпоставам, предизвика секој да каже нешто или да? Значи начинот на кој што работаме мајндсет и комуникација, значи мора да го сработиме тој дел, значи не се исклучив тотално, тоа не сум веќе English teacher да си кажеме јавно зашто сите English teacher, кога надминав сега си confidence teacher. Го израснав тој момент, никогаш не ни тргнав можеби јас првично, тоа сепаш бев да понудам нешто ново, тоа што сум го научила. Ама веќе тој начин воопшто не ми прија, тој ригиден, традиционален, нели ќе учиме нешто, едукација, мислам никогаш не ни вучев јас тоа, ама ја сменив насоката усмисла комуникација и самодоверба. Зашто тоа сум го, да речеме, сум го научила јас лично на себе и сега можам да ги учам и други. Работиме мајндсет и комуникација, фактички имаме дел каде што као некое мало предавање, каде што разработуваме теми со кои што тие се соочуваат и после работиме практични идеални сценарии, реални вежби во реално време, каде што се ги групирам во групи, работат на некој таск, на некоја задача, треба да ја сработат. Секако се е со зборување, се е со комуникација и фидбек на лице место. Значи се делиме во групи, прават вежби, интересно е многу. Поентава е да луѓето видат дека можат да комуницираат, дека можат да бидат самодоверба, да влезат од тој дека можат. Заради тоа што многу луѓе се заглавени во тој страв
за жал, многу. Заглавени, заклучени, затворени, немој да, нели, тој fear of being seen. Многу. И мене ми е многу жал што е така, ама тоа е мојата мисија уствари, да се отворат луѓето и да сватат дека хоризонтите ако им се отворат, многу opportunities, многу прилики ќе им дадат. Значи ти уствари највише заклучи дека сакаш од тој правец многу да идеш као лайф коуч, така? Не life coach. Не. Зборам лайф како лайф, не лайф, него со В, као во живо коуч. Live, да. Да, live. Да, во живо, да. Да, окей, тоа ми е дел од работа. Лайф коуч. Life. И тоа веќе престана, нели? Тоа беше тренд Добро, или? види, може би во иднина, пошто Да. многу не се знае на кај ќе стекне. Значи лайф Сега сум веќе отворена за се. со В. Ама лайф, да, во живо сакам да работам, зашто тоа сметам дека мојата работа конкретно, ако мора да има во живо. Зашто во живо е многу поголема трансформацијата што може да се случи. Секако онлайн ги држам, во заедницата сме Да. секако онлайн, зашто имаме цел свет. Ама еве, почнуваме и во живо и ќе видиме како ќе оди. И јас мене ми е многу ново. Знаеш и ти каква е енергијата во живо? Значи тоа е нешто. Има нешто вау. подобро. Сега збораш на ти преска и за настани за тоа е стварно нешто лудо. И Значи многу потребно. премногу Не е треба. потребно. После ковид антисошал станавме, дефинитивно во живо настани се и така потребни. И живно некако оваа година, стварно. И уште поише имаат потреба луѓето и тоа, ама има сега и некоја страна што зашо да доеш на настава и на тие се, нели, не се замараме, нели, со лошо мисленици. Не ги коментираме тие луѓе. Значи Да. сакаме луѓе што сакаат раст. Да, ама некој општо кога ќе ми каже бе зашо би дошло на настани, бе првото нели година зборевме, направи 2 настани со немање пред. Зашо би дошло на настани, као зашо би платил? Океј, значи прво мајндсет као дека му вреди времето, нели, многу. Нели, ама ајде, јас и сакам некојаш, нели, да разубедиш некој. Треба шанса да му даеш. Не можеш да разубедиш некој. Да, Тоа тешко го е. научи. Тешко Ма е. сигурно ти да доеш на настан. Самата енергија која ќе видиш на некој што работи на тоа случај, ти мислам знам каква енергија имаш ти, немања, значи луѓе што сакаат што може да направат таа енергија во живот да ја доловат, ти самиот тој момент кога ќе го видиш, поготово е сега за ова confidence speaking за англиски, некој што сака да напредува во кариерата, тоа му е значи маст сега да Апсолутно. поготово твојот метод, нели, само Апсолутно. со самодоверба се збреа, нешто ќе кажам и како ќе лукнам, да. туку да се отвори себе, самото тоа кога ќе го видиш, па нели е доволно за да платиш. Као што поише би очекувал ти се. Можеш да го смениш, Да. ако човек не е отворен, ако е затворен и ако нема никогаш проширено видик за нешто, нема што сакаш ти ако сакаш преврти се салт од џабе. Знам дека тоа е најголемата лекција што ја научи. Не можеш да му помогнеш на некој што не ти бара помош или што не е спремен да те слушне. Така да нему воопште се замараш што тие Да. луѓе што замарај се со овие што доаѓаат, тие ти се. Да. Тоа е тешко, треба да се тргне фокусот да од луѓе што така само ко збората и многу е лошо, знаеш таа енергија да ја земаш и после губиш енергија спрема луѓето кои стварно идат сега кога што зборевме прошла година скоро 700 луѓе има Да, скоро тоа е 700 милеви да. Стираш на негативните критики. Да. Многу е полесно. И полесно. Што те мавака, што те боли. Да, и стварно е полесно некако. Многу потешко ти да се сврди како иде, што им треба нови луѓе, што да им понудиш, зашо они доаѓаат. Да, ама се е искуство и учиш Искуство е се. со тек на време не те допира тоа, што ти си зидот. Да. Океј, фала за критиката, ама не е издржлива. Да. Заради тоа штеите ги колку луѓе ти дојдоа на веб 400 луѓе, а уиднина ќе има и дупло што нешто кажува. Така да, И таа енергија на настани, значи не знам, баш онака се заљубив во настани година, а таа енергија, значи буквално онака лудило се дожива. Не знам дали јас ја доживам така, ама сигурен сум дека на двата евенти, сите обострано. поготово евент некако што го правиме јас и ти го правиме на некој начин слично, можеби ти го помала бројка за може сите да работат, мада и ти имаш опција да го правиш сигурно на поголем стејч и ова. Меѓутоа нема да биде толку интимно. Нема да биде толку, да. Зависи. Да. Зависи. Но и ова некој, знаеш, тој моментот го правиме на некој начин како хостови, не е ова евент Microsoft сега и слично. Океј. Нели и луѓето го сакаат тоа, нели, кога има и хост на евентот и таа енергија што се ствара е стварно лудило и Да, на сите ни фали тоа да осетиш и да ако ништо друго, прво да научиш нешто, второ да имаш некаква промена во твојот мајндсет, да се случи некој шифт за буднина ти да пробаш нешто ново, да научиш нешто ново. Затоа се сите тие евенти. Тоа е тоа, да растеш некако преку целото тоа искуство. И сега у видеото се навракам цело време на видеото, пошто стварно ми остави впечаток, ептени баш е многу искрена, приказна и не знам, баш го имаш ти тој момент, преска ти кажав, го имаш тој момент поготово од јавата на видеото, таа некоја емотивна страна, што веројатно најголемиот нели мрч меѓу тебе и луѓето што те следат. Да.
претпоставувам и сигурен сум. Спомни една тема што прошлиот пат у подкастот ја зборевме и следен подкаст треба да направиме, збориме за феминизам, не знам дали ти текно. Не спомни. И ти спомнуваш еден дел во видеото имаш кај што спомнуваш дека некако имаш осознаено тоа кај себе дека сепак жената нели не треба толку да ја користи таа машка енергија, нели дека тоа може да се одрази лошо на неа. И јас искрено сега од моје некоја гледиште и жени и во претприемништво, во претприемништво, нели све тоа ставаме во претприемништво што го збориме од преска. Буквално имам чувство како да ми изгледат како да се мачат. Мислам што ми се поблиски што имам контакт, како јас и ти што имаме, нели може да си кажеме нешто поише од само професионално што се случува. И буквално ми изгледат како да се мачат. И јас кога поистоветам тоа со тебе викам оке, ама сепак ми е мене како знаеш, како малце полесно таа смисла да го шипнам тој. Знаеш, вие сте по нели таа женска енергија, по педантна, по уредна, по се. Ние мажите нели на сите страни ќе фатам и полесно некако ќе го пребродам се тоа што и да се случува. Вие веројатно се тоа на срце ќе си го саите. И тие јас сведоштва што ги имам нели у жени кои идат баш екстремно у тој хасал, у тоа ја што сум бил на бизнис поле, само клиенти, само она, буквално ми изгледаат како баш лоша услуга да си прават. Сега тоа е контроверзно таа тема, и за таа тема малце поише, си ја сакаат луѓето, таа е вечната тема. Ако за темава, да, пак дисклеймер дека тоа што јас сум го сознала, не сум експерт. Да. Значи, тие се само мои лични искуства и од многу читање, од многу гледање и од многу разговор со многу луѓе. Тоа е многу точно што кажа, и јас го осознав, таа машка енергија која што и текако е потребна ако си во овие води. За градење на што ако си ти нели постојано во таа женска енергија, ако си постојано во флоу, можеби нема да мора да има баланс. Нема да можеби да ги постигнеш тие работи. Баш разговарав со предприемачка, се видовме другарка ми е во Белград и разговаравме на истава тема и се склопивме во делот на тоа прегорување, ние како жени. Заради тоа што премногу се ставаш во таа машка улога на само, пошто ти правиш се и ти носиш одлуки и ти си одговорен за многу работи и ти си едноставно водичот на сето тоа, на целата таа приказна. И сметам дека тоа и како се одразува. Заради тоа што ние жените имаме циклуси, така не можам јас да сум креативна кога сум во некој друг циклус. Ние сме во круг, се врти тоа цело време. И не можам да сум постојано креативна. Мажите го немаат тоа. Значи тоа се некој science fact, значи не е ова нешто тука да кажам некој приказни. Че тоа е така, кој што јас го согледав, дека бев премногу во тој мод на правење без да игнорирам креативната страна, значи тоа што нас не прави, нели, таа интуиција, да бидам малце повеќе во склад, значи со во тој флоу. Тоа беше скоросно игнор ставам. Значи бев во мод како машински. А тоа е нешто што вие мажите го правите, сметам дека поприродно. Да. И ако го игнорираш тој дел, исто така важи и за мажите истото. Значи ти ако игнорираш твојата креативност, и ти ако си цело време ќе бидеш во многу постојан хасал. И затоа сметам само на друга страна е балансот, нели, на нас на оваа страна, кај вас на другата. Ама се одразува. Кај жените како се одразува? Се одразува на емоции, се одразува на расположение, физичко здравје, значи баш што таа личност што разговарав, веќе имаш одразено на низиното физичко здравје, значи едноставно не е во ред да си ти во тој мод постојано. Так се работи тука за тој баланс, ама е дефинитивно попредизвик за жените. Дефинитивно. Од друга страна, знаеш, ми е чудно, како тоа што толку повеќе жени има контент креатори, преска зборев, нели, има и кај нас колку реално многу повеќе жени се бават со контент креација. Тоа не значи дека ако има повеќе дека не знам они се мачат или лично? Да, не, апсолутно. Зборам, нели, мачењето доаѓа во моментот тоа што си го доживеала ти, тоа за некои луѓе сега што може да ми текнат на прва, што значи too much се влезени у тоа, некој има, значи ова може да биде и одлична професија као за сайт хасл и за се, нели тие работи треба да се разграничат, ова на тебе не ти е сайт хасл, на мене нели слично. Ова не е некоја приказна што примерно ја градиме, на некој може тоа да му биде сайт хасл, контент креација, да уживува тоа, баш е тогаш ако гледаме повеќе женска професија, и може супер да влие, баш креативност, интуиција, што кога, да. Ама тој момент на машина и општо тој целиот систем е некако
и светот на функционирање некако напред од тестостеронот, машката некоја енергија, и ти треба у тоа да се уклопиш, што знае да биде нели голем предизвик. И затоа секоја честина општо на жените што се охрабруваат похрабро да влезат нели у тоа. Да. Знаејќи веројатно, мада нели тешко и да знаеш нешто од старт. Можеби Ти ќе влезеш од тој старт. бубањ. Можеби не знаеш заради тоа што треба тука да влезеш и да видиш на каде сето тоа оди. Во мојот случај, јас имав јасни знаци дека чекај, треба да запреш. Ти треба да уживаш во сето ова. Ова да биде не ова нешто што не знам го буткаме, туку треба да го џонглираш и онака да биде како игра. И сметам дека и како ќе има и многу повеќе жени што влегуваат во целата оваа приказна. И тоа ми се свиѓа, заради тоа што ако научиш да го избалансираш, пошто сите ние го имаме едниот и другиот момент по нас. Ако научиш да го избалансираш, тек тогаш ќе бидеш, да кажеме, незапирли во смисла да го имаш балансот и можеш да се ставиш, да се свичнеш и во тој мод, каде што си во нели во модот на лидер и во тој алфа, алфа. Деле, не може ти. Нели во тој мод и може да се свичнеш да научиш да има флоу, да ги контролираш и двете страни. Ако тоа успеш да го направиш, тоа ќе спре. Јас пробувам да го имам тој баланс секој, што го нема. А тоа ме интересува. На таа тема како гледаш на општо цел живот, не да излизаме од овие конкретни теми. Онака животно како гледаш на тоа на баланс? Баш сега пред некој ден на подкаст многу добра слушнав една реченица што многу ми ости и гласеше како значи дека уствари тоа баланс е нешто некое наше тежнење, нешто спрема што ние тежнееме, всушност дека животот се одвива на другите две страни, или од кога си горе, кога одиш надоле, пак барајќи баланс, кога си доле, исто кога одиш нагоре. Нели цело време балансот како да е само нели пролазна станица низ која праѓаме. Како гледаш ти на тоа? Што е за тебе баланс? Што е за тебе баланс? Животен баланс. Work-life balance. Да не кажуваш за таа тема. Па баланс нели на секој поле животот, однака кога ќе спомнеме баланс, нели да ти е среда на работа и здрав, значи се потедно да речеме така. Да, супер е темава. Не можеш да имаш баланс, не можеш да си 50-50. Тоа збор нели секогаш е како да го проаѓаш вак или одоздоле го проаѓаш. Предходната тема не мисла во таа смисла. Едноставно да знаеш кај ти е границата и да знаеш колку е доволно. Ако видиш дека малта не функционира, да не одиш некоја да не одиш во екстреми. Апсолутно. Екстремите не. Да знаеш да ги препознаеш во најмала рака. Знаеш да ги препознаеш, да. Значи, дефинитивно баланс не можеш да си 50-50, нема шанси, теорија. Значи, балансот како баланс, ако мислиме исто и тема добра за work-life balance. Значи, не можеш да имаш work па life и за тоа да се балансира. Некојаш ќе даваш 100%, некојаш ќе даваш минус 10, некојаш ќе даваш 5, некојаш 15, некојаш 20, со секое поле. И не може да се 100%. Мислам дека тука е многу важно да одредиш што ти е приоритет во овој момент. Значи, кој е твојот приоритет? Ако сега ми е приоритет да го градам ова, окей, тука ќе давам највеќе енергија, ама нели да не ги запоставуваш и другите елементи. И се е учење, не знам, се е искуство. Најубавиот дел од целото ова е тоа што ти учиш низ целиот тој пат и нема end goal, и нема крајна дестинација. И ако го извадиш тоа, окей, чеки, нема крајна дестинација, уживам у патот, уживам, креирам, па пробувам, па сакам направам ова. Муабетов што го правиме. Да. Се најдов во ова, па сами се свига, па сао као игра буквално. И ако така мало се го смениш мајнството, многу по соуживање ќе ги правиш работи. Многу ќе ти биде поинтересно. Дефинитивно. Така гледам сега на тоа. Буквално мислам дека таа некоја, знаеш, целиот да се подесиш буквално онака да се направиш не машина во смисла да контент машина, него онако машина што се спознава само себе, нели, што знае како функционира кој ден, нели, тоа е денес не сум 100%, па нормално дека некој ден, значи никој и таа веќе заблуда светска треба да падне, дека никој значи не работи 100% секој ден. Има 0% многу денови се работиш. И у минус што влагаш, дури и белја да направиш, да отвориш и да не ја завршиш и поголема белја. И што е најнормално. И не треба тако некој ментален веројатно притеж, што не е лесно, значи ништо не е лесно. Ама треба и да се збори, треба и да се прават, знаеш, и поише вакви разговори. Знаеш, некој кога ќе праша зашо подкаст, буквално вакви разговори јас највеќе уживам и кога слушам на страна сега ние дека го правиме, нема врска и други. Значи разговор што нема growth hack, што нема поента некоја да испратиш, нели, ти порака секако испраќаме, јас и писо тоа, се бавиме со ова. Мислам дека само по себе некако е, нели, пораката што испраќаме, што сме седнале, што сме снимале. Да. И мислам дека бидејќи од трето лице многу лесно се ставиш во вакви разговори. Барем јас, нели, сега зборим се со дисклеймер.
баш има некој што не, сигурно. Не се фокусира. Да. И нели се ставаш од трето лице, влегуваш во разговор и ова јас мали се например како женско, па стварно Мари ова што го избори, па исто мене или некој од мојата страна. На еден човек успееш од твојот подкаст да му го смениш мајндсетот, ти си успеал многу. Буквално. А рачунај, ти кажа спомна прески имаш 300 прегледи. Замисли да ги ставиме у салава сега тука каде што сме 300 луѓе. Страна. 300 луѓе да не слушаат и на 300 луѓе да успееш нешто да им смениш малку. Ти знаеш колку многу е тоа. Да. А месечно има 30.000 рачуни. Замисли. Замисли па тие ги стави. Така да импактот и како е голем и Што слушаат најмал се по 12 минути. Да. Доволно. И- Доволно е нешто да се смени. Да. Така да како има импакт сето ова што го правиме. Затоа што сигурно си има момент кога чекай, што правам јас? Вреди ли ова да го правам? Па види, па сега нема прегледи, па не ме гледа, па немам некој фидбек од луѓето. И како вреди. И поготово кога ќе добиеш совета, многу едноставно, треба сега нели да одлучиш ти што правиш, значи јас слушам вака. Значи ти само треба да одлучиш, нели, ова го правиш каков е твојот подкаст, кој ќе ги викаш гости сега да направиш список, да земеш да ги снимаш тие епизоди и многу лесно. Кам сарна, genius, нели, ова е гениално, значи само Пробај. треба да сватам Да. која поента ја треба да извадам, па као доста лесно звучи. Да. А суштината нели и целиот тој пат. И баш ми е хие вака што после 2 години и нешто пак мует замисли за следните 2 години колку е. Ама баш треба да интересно. стане и со Марио правев после година и нешто, со Коста правев после 2 години, цели точно 2 години се погодија од Да. он ги вади книгите на 2 години негде и точно од издавање на книга до издавање. Еве се со тебе дури најголема растојание со тебе има 2 години и нешто. Да, 2 години 2-3 Да. месеци е сигурно. И Ајде, многу ми баш е за ке следни две да видиме до кај ќе бидам. Да, и ова човек кога ќе види така дека не знам и мрднало мајндсетот дека нешто се случило, баш и таа интересно те ми преска што спомна ти искуство и на тоа баш се преска баш ти зборев за Сендлер за околу ова што некои работи што слушам од него. Баш тоа он збореше, знаеш, луѓето треба да размислат и себе си да прифатат, знаеш, некој кога ќе каже има искуство и исто се каков мајндсет имам. Некој кога ќе ми дојде со тој став, леле јас имам искуство, значи ред флек ми е од старт. Да. Значи од старт ми е, ама тотален ред флек како земи логото, значи тотално знам дека или поима ништо нема фати, нема врска, може судо. Значи имаше еден квот, самодовербата не е глас. Човек што има самодоверба, што вистински има скилоси, што вистински е свесен за себе си, нема да ти каже јас сум на да бест или јас сум со навеќе искуство. И тоа јас истото го размислам. Он вика дали ти имаш, например, некој каже имам 15 години искуство. Ти дали имаш само една година искуство и 15 циклуси на таа година кај што истото го правиш? Или имаш ти години кај што стварно имаш искуство? Јас тоа си го поистоветам со себе. Почнав професионално се занимавам што правев флаери за забави и тоа го правев сега буквално пред месец дена е 10 години од првиот флаер што сум го наплатил. И јас си размислам сега, јас не можам да кажам еви сега се случува за блиски луѓе, за некои специјални евенти да го направам тоа специјално, тоа као некоја специјалност буквално моја да ги направам. Ја не можам да кажам дека имам 10 години искуство во тоа. Бидејќи имам година до 2 кај што до 3 максимум 2 кај што го совладав тоа и другите години репетитивно го правев, дури не ми дојде до тука и сватив дека тоа више не сум ја дека. Пак е искуство. Да, се согласувам, некои работи се своја, ама пак некако низ шаблон, знаеш, кога ги правиш работите, а друго е, например, подкастот овие 2,5 години се толку динамични Константни, и да. секој месец е стварно искуство. Да. Значи, ќе имам некој, зависи до кој момент, нели? Да, ама преку подкастот мислам дека имаше многу раст, заради тоа што се различни луѓе, имаш разговор, од секој нешто можеш да научиш и ти, така да и за тебе таму многу Па мислам за мене најголемиот бенефит може да од сите. Има? Да, Да, прво што градиш мрежа на луѓе, да. нетворк, значи тоа е најбитното нешто. Второ што од секој може да добиеш некако. Комуникацијски вештини. Да. Баш и тоа да ти споделам, сега веќе го споделив, затоа може да се каже со Ајде. постав дека сега за нели сега ти си 62 епизод, за 100-та епизода сам да издавам печатено издание и нешто да биде, не знам, работен наслов е 100 разговори Добро. и да има например да издавам, нели са не можам Слики? со сите. Например ти сигурно би била, а од тоа е да ги сликам, да има и посебен фотошут, као различен некој нешто да снимам, бидејќи тоа ми е нели страст, сакам така некоја естетика. Да се слика и некои лекција, например, како сум дошол ја до тебе, што сме збореле, какво мислење сум направил на таа тема што сме ја збореле, некои работи ти што си ги рекла и некако да биде тоа, како мислам дека ќе биде супер. Топ. Да биде така околу. Па може да се извлечат и доста Да, си бара работа, па кои почна. поинти или разговори или нешто најбитни. Па и општо знаеш, и многу ми е
ќе ми биде кеф, сега не знам кој би го читал тоа, ама за гостите ќе биде многу кеф и ти моментот да доживееш јас како сум дознал за тебе, па ти кога си ми пишал, кога си ми вратил, па како јас сум дошол, у која фаза ти рачуне, колку сум ја у различна фаза од првиот пат кога сум бил. Сигурно многу поише и од ти, да. Сите Само што почна пета епизода, уште појма нема како ќе правиме. толку мислам брзо се случуваат Да, те како работеве и толку брзо растеш и толку брзо учиме и се знаваме што е супер. Мене тоа многу ми сија. Заради тоа што на овие години ако сме научиле вакви лекции, вие разговори што ги правиме што порано биле Да, не. значи нешто Има и реално, дефинитивно. и те како имаме раст. И те имаме, мислам дека јас секогаш викам, има уште толку многу да се научи, че толку многу има да научиме и така. Ано нема крај. Као на крај ќе биде како Аристотел на сега. Ама скроз Така, ама така. тоа Не е точно. Сега знам дека ништо не знам. Јас мислев дека стезнам, ама буквално така имав момент. Као мислев дека стезнам, што знам ништо. Затоа што се менува. Пред 2 години ништо не е исто. Од вчера не е ништо исто. Така што, Така, значи, ќе си остане all time без таа способност за адаптација, како онака што нели Да, тоа е многу. како кај амебите, кај нели тие организми што се адаптирале, што денес стигнале до нас. Да, ние исто. способноста за онака да имаш скил да си флексибилен и како Да не си у кутија. Да, тоа е многу добро. Затоа и мене настојувам цело време некој кога ќе ме праша со што се бавиш, се што како ти правиш. Значи толку ми е широко и некојаш си викам јас стварно со што се бавам. И те Ама учи. како што да кажам, да, ти како што му кажеш на некој кога ќе те праша што работи? Ете, тоа е исто пребитен момент заради тоа што зошто ние такво ни е општество. Ај, мене ми е тоа глупо малце. Треба да се ставиш у кутија и дека си ти, не знам, па дури да кажам предприемач, па не сум само тоа, сум многу повеќе од Тоа тоа. ми е некако смешно кога Онака си ставаш етикета, идентитет Да. или не знам, сум тичер или сум не знам, маркетинг експерт. Ако или почнам што да зборам све што правам, ќе викам овој замрднат ќе ме мисли. Еднаш 2-3 пати сум дошол у таква ситуација. Ова правам, сега правам, сега ова го спремам, сега кидам ќе снимам у Белес тоа подкаст со актуалната- Марија што има милион. И ќе рече овие ќе мислат знаеш како накад некој делулу момент, како што е сега. Многу актуална тема. Многу луѓе почнуваат да Како никога да се декларирам кон ништо. Па правам те, добро. Ајде може у насока на маркетинг и сега тоа ми нели за нас тани мора да пишат нели одоздоле као тајтл. Да, мора да има некако. И као маркетереве да речеме се што правам, но за се може да се најде у маркетингот, нели таа ширење на информација, ама пак не е маркетинг, пак е многу поише. Да. Така што интересна тема и таа. Добра е темата и многу актуелна и многу луѓе почнуваат да се вадат од тие кути. Јас сум само ова или сум само ова, не сум ова и ова. Да. И помагам на ова група на луѓе и на овие, буквално тоа е супер, мене тоа многу ми се допаѓа. Од се по нешто. Да. Multi passionate, што би реки. Веќе убивме саат и 10 минути. Добро. Брзо некако летна. Летно. А у 62 епизода, фала ти многу вака што ме пречака тука со Топ топ мове. поглед. И И топ прескачи у 6 саат време, значи 2,5 сати денес и завршивме на пола работно време Да. со Муавец. Фала ти многу што дојде. Тоест тебе ти беше и поблиску. За поканата, па добро дојда сега од Велес Да, до да, тука. Има пат, мене ме однесе од центар, среќа Да. не ме зезна. Фала ти што ја прифати поканата. Искрено уживав и у секој разговор со тебе уживам. И од старт што беше поддршка искрено на подкастот, стварно си у топ 5 некои што го поддржале од старт и што дошле и многу ми значи тоа. И Фала ти, секогаш Гео. некога ќе биде спешал прилика кога ќе снимам. Поготово со тие првите 10 што биле, веќе многу беа посебни тие први 10 снимања. И секогаш ќе ми биде на некој начин различно. Мислам дека не си имавме супер муавет. Топ муавет, уживав, секогаш уживам и вака мине времето брзо и фала ти за поканата и за 2 години од сега на исто место Да. пиеме пак кап. И да видиме до кај сме. Сега како за секогаш за крај сам да се заблагодарам на сите што не гледате до крај со Марија. Ако се прашувате што е ова црвено на маса тука што се прикрива, тоа е Земи МК, нашите спонзори од пред неколку месеци. Може да ги погледнете, првиот линк во опис е нивни. Пролом вода исто така со нас. Барнер сите што не поддржуваат овие 2,5 години. Фала ви многу, без искрено, без спонзори, тешко ќе биде остварливо се ова, нели ние толку време да си приуштиме и да можеме се ова да го правиме. Така што тоа е тоа за овој епизод. До следно гледање. Пријатно и се имам многу со Бог ќе ги завршувам мечка, од сите имам броуфист од сите. Топ. Тоа е тоа. Ајде. Cheers. Летна.